Ракот на дојка не познава пол и возраст, заболуваат жени и девојки, а веќе и мажи. Во период на розевиот месец, кога светот ја подига свеста за борбата против оваа опасна болест, доктор Валентина Митрова од Штип апелира дека не само постарите, туку и младите треба редовно да прават прегледи. Иако ракот на дојката традиционално се поврзува со постарите жени, последните податоци покажуваат дека ризикот постои кај лица над 20 години. Редовните прегледи се клучни за навремено откривање и спасување животи. Еве, на почеток сме на октомври месец или розевиот месец, како месец познат по борба против карцином на дојката. Овде би сакало уште на почеток да напоменам дека не само женскиот пол, туку и машкиот пол исто така заболува од ова боледување, малку поретко. За жал во последно време случаевите се зголемуваат. Како што рековте во најавата дека се на удар се по возрастните, не. Значи, за жал има пациентки на доста млади, на возраст од 20 и нешто години. Така да не би апелирала само по возрастите да прават редовни контроли, туку овде спаѓаат и лицата кои што имаат, односно девојките кои што имаат во својата фамилија некој од женскиот пол кој што бил болен, да прават редовни контроли. На почетокот до 40-та година се ехо на дојки, над 40-та се прави и мамографија. Доктор Митрова нагласува дека редовната контрола е неопходна за раното откривање на болести на дојката. По препорака на лекарот кој го следи пациентот, ехото на дојката се прави еднаш годишно, а доколку нема промени може да се повтори на секои 2 години. Ехо на дојки по препорака на лекар кој што ја следи пациентката се прави еднаш годишно, додека ако нема некои патолошки супстрати, односно некои патолошки промени, на 2 години. И мажите заболуваат од карцином на дојка. За жал заболуваат ретко, меѓутоа има. Еве, јас имам пациент што се појави како тврда некоја промена во дојка и испадна дека има карцином на дојка. Возрастите мажите исто од младите? 40 и нешто години. Традиционално месец октомври е посветен на розевата лента како символ на борбата против ракот на дојката. Овој месец е време кога сите треба да ја подигнат свеста, да ги поддржат превентивните мерки и да не заборават дека редовните прегледи се најмоќното оружје во борбата за здравје и живот.